Добре дојдовте. Денес одиме на едно патување. Патување во еден од најсложените, најфасцинатни предели што постојат – човечкиот ум. А наш водич? Па никој друг туку неговиот најпознат, а можеби и најконтроверзен истражувач – Зигмунд Фројд. Замислете го ова. Што ако најмоćниот дел од нашиот ум, она нешто што ги движи нашите одлуки, нашите стравови, нашите желби, е целосно непознат за нас? Епа, токму оваа вознемирувачка, но и апсолутно револуционерна идеја е во срцето на се што Фројд се обидувал да разбере. И токму таа идеја ќе ја промени психологијата за секогаш. Добро, за да ја разбереме приказната, мора да се вратиме назад во времето. Значи, сцената е Виена, крајот на 19-тиот век, време на огромен научен напредок, но и на една голема мистерија. И токму тука, еден млад, амбициозен невролог по име Зигмунд Фројд се соочува со проблем што ги збунувал и најголемите медицински умови на неговото време. И важно е да се свати, Фројд не бил некој филозоф што само си седел и размислувал. Не, тој бил човек на науката, со диплома. Роден е во 1856, завршил медицина во Виена, специализирал неврологија, значи бил вистински доктор. Но клучниот момент, онаа пресвртница во неговата кариера, се случува во 1885. Тогаш заминува за Париз, за да учи од еден од гигантите на тоа време, Жан-Мартен Шарко. И токму таму во Париз ќе се сретне очи во очи со мистеријата, што ќе му го смени животот. А таа мистерија имала име – хистерија. Сега замислете го ова. Пациенти, најчесто жени во тоа време, кои страдале од вистински, физички, застрашувачки симптоми. Зборуваме за неконтролирана анксиозност, губење на вид, дури и парализа, а секој можен медицински преглед покажувал дека нивните тела се сосема здрави, немало никаква физичка причина. За повеќето лекари, ово било неверојатно фрустрирашка загадка. Но за Фројд, за него ово било почетокот на една трага. И токму тука, во обидот да ја реши оваа загадка, Фројд ќе налета на нешто, на првиот голем доказ. Трага што ќе го одведе во една сосема нова насока. На почетокот, тој го правил она што го научил од Шарко. Користил хипноза. Но потоа, кога почнал да работи со својот колега Јозеф Броер, на некој од овие збунувачки случаи, забележал нешто. Нешто навистина револуционерно. Видете, сватил дека кога пациентите, дури и под хипноза, само зборувале за одамна заборавени, травматични спомени, се случувало нешто неверојатно. Нивните физички симптоми полека, но сигурно почнувале да исчезнуваат. Ова станало познато како катарзична метода, или како што еден пациент многу генијално го нарекол лекот со зборување. Помислете колку радикална била таа идеја за тоа време. Идејата дека зборовите, самото зборување може да лекува рани што телото воопшто не ги покажува. Дека ако ги ослободиш потиснатите емоции, можеш да ја ослободиш и самата личност. Ова беше темелот. Апсолутно темелот на се што ќе следи. Добро, ајде сега да се нурнеме уште подлабоко. Бидејќи, гледате, овој лек со зборување не бил само некаква техника, не. Тој бил прозорец. Прозорец кон еден сосема нов, целосно скриен свет. Фројд сватил дека мора да го мапира тој свет. Морал да создаде мапа на несвесниот ум. И еве каде доаѓа неговата најголема, најреволуционерна идеја. Фројд вели вака: она што го знаеме за себе, нашиот свесен ум, е само врвот на сантата мраз, само мал дел што се гледа над водата. А под површината, таму лежи еден огромен, мрачен, скриен свет, несвесното. И според Фројд, токму тој скриен дел, тоа несвесно, ги влече сите конци, ги диктира нашите најдлабоки стравови, нашите најсилни желби, нашите постапки, а ние најчесто немаме поим дека тоа се случува. Прашањето е како воопшто се пристапува до овој скриен свет. Па Фројд верувал дека го нашол клучот. И тој клуч биле соништата. Како што славно напишал, толкувањето на соништата е кралскиот пат до спознавање на несвесното. За него соништата не биле само случајни слики, не, тие биле шифрирани пораки, еден вид символичен јазик, преку кој нашето несвесно се обидува да ни каже нешто, да ги изрази своите најдлабоки, најчесто потиснати желби. И за да ја објасни оваа внатрешна динамика, оваа постојана борба, Фројд ја поделил личноста на 3 дела. Замислете го вака. Долу во подрумот е идот.
Тоа се нашите сирови примарни инстинкти, глад, секс, агресија, чиста нефилтрирана желба. Горе, на таванот, е суперегото. Тоа е внатрешниот глас на општеството, на родителите, на правилата, нашиот строг морален компас. А кој е заглавен во средина, па тоа е кутрото его. Нашето свесно јас, кое постојано се обидува да најде баланс, да посредува помеѓу дивите желби на идот и строгите правила на суперегото. За Фројд, целиот наш живот е токму таа, една постојана исцрпувачка битка помеѓу овие три сили. Секако. Ваквите радикални идеи не биле прифатени од сите. Напротив, имало огромен отпор, дури од неговите најблиски соработници. Најпознатиот пример? Неговиот штитеник, неговиот престолонаследник Карл Јунг. Нивното разидување било епско и се сведувало на ова. За Фројд, несвесното било личен подрум полон со нашите индивидуални потиснати желби и трауми. Но за Јунг тоа било многу повеќе. Тој верувал и во конективно несвесно, еден вид заедничко, митско наследство на целото човештво, полно со универзални символи. И таа разлика, таа била едноставно непремостлива. И сето ова не носи до последното, можеби најкомплицирано поглавје, а тоа е наследството на Фројд. Што останало од сето ова? Како го гледаме денес со сета оваа временска дистанца? Па, пред се, неговото влијание е зацементирано во неговите дела. И какви дела? Од револуционерното толкување на соништата, па се до цивилизацијата и незиното незадоволство, каде што ја анализира онаа вечна болна борба помеѓу нашите внатрешни инстинкти и строгите општествени правила, неговите книги буквално го сменија јазикот со кој зборуваме за самите себе. Но приказната за Фројд не е само приказна за идеи. Историјата на 20. век, во својата најбрутална форма, се вмешала директно во неговиот живот. Кога нацистите ја анектирала Австрија во 1938, Фројд, како евреин, веднаш станал мета. Човекот, што го мапирал внатрешниот свет на човекот, одеднаш бил принуден да бега за да си го спаси животот. Морал да го напушти својот дом, својата сакана Виена и да најде азил во Лондон. Таму и починал, само 1 година подоцна. И еве каде лежи најголемиот парадокс на Фројд. Нешто за што се дебатира до ден денес. Ако ги погледнеме неговите теории низ строгите очила на модерната наука, па многу од нив едноставно не држат вода. Речи си е невозможно да се докажат или да се побијат. Тие не го исполнуваат научниот стандард. И сепак, и покрај сето тоа, неговото влијание врз културата, уметноста, филмот, литературата, врз самиот начин на кој размислуваме за себе, тоа влијание е апсолутно огромно, непобитно. Значи, да сумираме, каков е светот по Фројд? Па тој е таткото на психоанализата, човекот што целосно го смени правецот на проучување на умот. Неговото влијание е буквално насекаде, од уметност до филозофија. Тој беше тој што се осмели да зборува отворено за сексуалноста и ја направи легитимна тема за научна дискусија, нешто незамисливо претходно. И можеби најважно, неговите идеи се толку длабоко навлезени во нашиот секојдневен јазик, што користиме зборови како его, потиснување или Фројдов лапсус, без воопшто да размислуваме од каде доаѓаат. Тие се дел од нас. И така, на крајот останува едно големо провокативно прашање. Прашање кое можеби нема конечен одговор. Дали Фројд бил научник кој го открил несвесното, како што Колумбо ја открил Америка, или бил гениален уметник кој го измислил, создавајќи една од најмокните приказни за човечката состојба? Можеби, само можеби, вистината, како и самиот ум што тој се обидувал да го разбере, е многу покомплицирана и лежи некаде помеѓу.